Партиите од македонскиот политички блок, кој по правило најмногу гласови и мандати добиваат во Источна Македонија, посебно во крајниот источен дел на државата, во кој помалите ентитети се и најмалку застапени. Затоа не случајно тоа што ВМРО ДПМН очекува и на овие избори да освои 13 до 14 пратенички мандати, за да стигне до посакуваните 62 пратеника во собранието на Република Македонија. Таквата ситуација не им се допаѓа на албанските партии, бидејќи зависноста од коалицирањето со една од нив значително ќе се намали, со што тие на митинзите јавно го истакнуваат како можен проблем за остварување на нивните интереси. Од друга страна, опцијата 62 според Владко Ѓорчев посебно би била продуктивна за Источна Македонија, бидејќи со таков иден состав на парламентот полесно би се одлучувало проектите и средствата да се насочат кон овој дел на државата, а помалку во деловите во кои доминантно е албанското население. Со оглед на податокот дека само во 4 општини од Кочанско-Виничкиот регион треба да гласаат помеѓу 4000 и 5000 времени печалбари од диаспората, кои не се пријавиле во амбасадите во земјите каде што работат и престојуваат, произлегува дека и на овие избори десетици автобуси ќе одработуваат во интерес на изборната кампања. Одговорот на прашањето зошто гастарбатерите на пример не гласаат во Италија, Швајцарија, Словенија и други земји, може би лежи во можноста тие бесплатно, односно на сметка на партиите, макар на неколку дена, да го посетат родниот крај и да се вратат назад. Иако останува отворено прашањето колку од нив ќе го искористат своето уставно право на глас и колку ќе се качат во автобусите.